Цица, тату цица. Јас сум Нино Арсовски и ви читам приказни. Добре дојдовте пак. Опа, денеска мак се слабо со интернетот нешто. Надобро ќе почне. Василиса прекрасна. Василиса беше ќерка на еден богат трговец и една љубезна и мила дама. Еден ден мајка и сериозно се разболе и пред да почине таа го повика своето чедо крај себе и даде една кукла велејки: Василиса, еве ти кукла една, иста како тебе, убава, вредна. Таа ќе те теши кога срцето ќе пече. Само секунда. Прави секогаш како што ќе ти рече. Годините минуваа, а трговецот се прежени со една вдовица која имаше две ќерки кои беа врснички на Василица. На почетокот макејата покажуваше наклонетост кон незината паштерка, но за брзо време љубомората на убавината и љубезноста на Василиса почна да ги дава сите најтешки и најмрачни домашни работи. Девојката поднесуваше се со трпение и ги доверуваше своите маки на незината единствена пријателка, куклата што ја даде мајка ѝ. Кога трговецот замина на долг пат, остатокот од семејството се пресели во една куќа на село, на работ на една магевсна шума. Луѓето зборуваа дека таму живееше баба Јага, страшна вештерка која го растрнувала и го јадела секого што ќе го сретнела. Надевајки се дека Василиса ќе падне во незините канџи, суровата макија смисли злобен план. Покажувајќи со прст кон згаснатото огниште, таа свика: Кутрите ние, однот сосема ни згасна. Василиса, оди и побарај жар од кај вештерката страшна. Василиса беше навистина исплашена. Дури и баба Јага да не ја изеде, таа сигурно ќе се изгуби во шумата. Меѓутоа макејата и незините две ќерки беа толку многу настојчливи, што девојката водена од незината кукла од која никогаш не се делеше, зачекори во шумата. Малку подоцна стигна пред куќата на вештерката. Василиса тропна на вратата на страшната колиба, направена од коските и черепите на жртвите на баба Јага. И вештерката не беше ништо помалку страшна од незиното брадавичесто лице, незината неуредна бела коса и незините долги ковчести прсти. Таа сигурно беше јадела пред скоро време, затоа што откако ја ислуша Василиса, наместо да ја проголти, одговори: Жарта ќе ти ја дадам, само кога ќе завршиш се што од тебе барам. И така, девојката остана во домот на баба Јага и вредно ги извршуваше сите домашни работи. Василиса работеше напорно по цели денови, а кога беше потребно, куклата ѝ помагаше со незината магија. Едно утро вештерката ја праша како успева да ги заврши сите задолженија толку брзо и толку добро. Девојката ја одговори: Тоа е душата на мајка ми, благословена, и куклава мала во неа вдахновена. Кога го слушнала, вештерката збесна: Оди си веднаш да не те гледам, од благослови ја душа си немам. Ама пред да ја испрати и даде еден стап. На чий врв имаше еден череп кој наместо очи имаше два огнени камења кои силно сјаја. Ова е жарта по која те пратија еднаш. Ке им одржи убава лекција вредна. Водена од светлината од стапот, Василиса лесно го пронеде патот до дома, каде што макејата и незините ќерки веќе беа цврстено уверени дека таа сигурно е мртва. Како што ја видоа дека влегува во куќата, погледнаа во стапот и истиот миг неговата светлина ги ослепи, па ги пеплоса. Откако остана сама, Василиса ја напушти шумата и се врати во градот, каде што најде сместување во куќата на една стара ткајачка во замена за помош со домашните работи.
Добродушната жена наскоро ја засака како своја ќерка и дозволи на Василиса да ја помага и со везењето. Заедно со својата кукла, Василиса ткаеше толку лесни и убави ткаенини што еден ден ткајачката реши да се обиде да ги продаде во кралскиот дворец. Младиот цар, воодушевен од извонредниот квалитет на ткаенините, побара да ја запознае оној што ги изработил. А кога ја сретна Василиса, двајцата млади се заљубија на прв поглед. Кога царот ја побара за жена, таа се согласи, а на нивната свадба присуствуваа и таткото на Василиса, кој во меѓувреме се врати од патот, како и добродушната ткајачка. Се слушаме утре. Деца, тату, цица. Јас сум Нино Арсовски и ви читам приказни.